Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во Директно на Тера. Македонија убавата приказна. На оваа тема вечера ќе разговараме со шефот на македонска дипломатија, господинот Никола Поповски, или министер за надворешни работи на Република Македонија. Добре дојавте во Директно на Тера. Добар ден, ви благодарам. Како се чувствувате во Битола или наспроти Брисел? Одлично се чувствувам во Битола, морам да ви кажам. Тука ви прифаќаат? Се надевам. Во Брисел? Исто така. Деновиве нели започна и официјално со работа новиот амбасадор на Европската унија, европратеник или шеф на канцеларијата, како и да е Аиво Орав. Денеска нели беа и предадени акредитивните писма кај претседателот на државата Ѓорѓи Иванов. Што очекувате од овој човек? Мислам дека е доста значајно фактот што ќе имаме амбасадор на Европската унија по еден подолг период во кој немавме шеф на мисијата во Скопје. Она што го очекуваме е во рамки на неговиот мандат да ги отпочнеме конечно преговорите и да ги затвориме. Она што го имаме досега презентирано е доволно силна фактографија дека заслужуваме да продолжиме на тој пат и мислам дека ќе треба да бидеме успешни. И тој вели во изјавите и во неговите објаснувања дека Македонија заслужува да биде дел од големото европско семејство. Тука целосно се согласуваме. Но на терен поинаква е ситуацијата. На терен ситуацијата е таква поради една блокада. Ќе се одблокираме? На тоа работиме интензивно и се надевам дека тоа и ќе се случи. После средбата на двајцата премиери, ќе има ли некакво придвижување или само тоа повеќе беше политичка фарса? Мислам дека е позитивно тоа што се случи таа средба помеѓу премиерите. Во еден подолг временски период очекувавме по поканата упатена од страна на премиерот Груевски, премиерот Пападимос да ја прифати. Добро е што се случи. Од тоа што можеме да очекуваме, веројатно е потребен определен временски период, но мислам дека еден аспект е многу јасен, тоа дека сите имаат придобивка да се овозможи Република Македонија да стане земја членка на НАТО и да ги отпочне преговорите за влез во ЕУ што е можно поскоро. Тоа е повеќе куртоазна средба, издействувана од Западот? Се работи за средба која е последица на поканата која беше упатена од страна на премиерот Груевски. Бидејќи долго време се канеа, па не можеа да се најдат. Видете, мислам дека е добро тоа што се најдоа и што се оствари таа средба. Деновиве читаме за еден нов момент, почеток на пристапен диалог на високо ниво. Тоа е некоја нова содржина во агендата на Европската унија? Се работи за нова формулација. Тоа што е значајно, мислам, е суштината. Факт е дека се наоѓаме во ситуација во која после повеќе од 6 години кандидатски статус и 3 последователни препораки за отпочнување на преговорите, Република Македонија се уште не е во можност да ги отпочне поради противењето од страна на една земја членка, тој процес да продолжи понатаму. Мислам дека тоа го доведе во определена мерка и го предизвика кредибилитетот на институциите на Европската унија и мораме да обезбедиме некој формат кој ќе ни овозможи да продолжиме понатаму со презентирање на резултатите. Високиот диалог за пристапување мислам дека е една од формулите кои може да овозможи определен напредок, но тоа кон што ние целиме е почеток на преговорите и нивно затварање во најкраток можен временски период. Тоа е нека утешителна формула. Ние ја издействувавме или Европа се сети? Не се работи, мислам, за никакви утешителни формули. Она што е значајно, така тоа го коментира опозицијата. Тоа што е значајно, мислам, од наш аспект е дека ќе имаме еден формат на високо ниво во кој ќе можеме да ги размениме информациите, согледувањата по однос на реформите кои се значајни за Република Македонија. Нашиот пристап е дека сите реформски напори кои ги правиме се пред се за граѓаните на Република Македонија, ги гледаме како придобивки за земјата и сакаме што е можно подобро да го искористиме периодот до почеток на преговорите и понатаму во преговорите, без да изгубиме во континуитетот на испорачување на резултати. Зошто ја прифативте поканата на премиерот Груевски да бидете шеф на дипломатијата? Мислам дека се работи за исклучително значајна функција и од тој аспект но доаѓате во време кога треба се решава прашањето на името, па дури ако се смени.
Видете, мислам дека тука се работи исклучително за национални интереси. И мислам дека она што е национален интерес на Република Македонија е тоа што треба да не ги води да ни го води процесот на носење на одлуки. Исклучително тој аспект ги гледам перспективите на Република Македонија. Тоа е значајно за нас. Тоа што немаше придавката македонски, претпоставувам дека ви пречеше како македонец. Меѓутоа и покрај тоа нели поминавме со една нота која беше напишана, упатена, Македонија нели зеда повеќе структури од земјава, организации да пишат писма до Фуле. Зошто тоа го направија? Некои од власта велат дека барем со пратениците од владеачкото мнозинство кога сме разговарале дека тоа може би е некој превид направен, намерен, ненамерен. Една околност е исклучително значајна во овој поглед е фактот на бришењето на придавката македонски резултат на дипломатски напори на една земја членка да се тргне од сите извештаи трак на македонски. Мислам дека тоа покажува еден неконструктивен пристап кон работите кој во суштина не е многу компатибилен со европските вредности. Тоа е она што е содржината во однос на вашата забелешка. Мислам дека мораме од тој аспект да работиме. Тоа не е моја забелешка. Се разбира, да. Мислам дека мораме да работиме на афирмирање на европските вредности и во рамки на европските институции. Тоа мислам дека е веќе видливо кај сите фактори. Од наш аспект, од национален македонски аспект, е апсолутно неприфатливо да се прифати една таква практика и сметам дека е потребна определена корекција од страна на институциите да не подлегнуваат на еден таков дипломатски притисок од страна на една земја членка, кој што притисок не може да вроди со никакви позитивни реакции или примања од страна на земјата кандидат, односно Република Македонија. А воедно и ги предизвикува принципите кои всушност го поставуваат темелот на Европската унија и целата она европска идеја. Кога бевте во Брисел и сега кога сте во Скопје, кога Европа е дволична? Тоа што мислам дека е значајно е ние да бидеме принципиелни и нашиот пристап да се темели на оние вистински вредности кои се втемелени фактички како влади, како министерство го правите, меѓутоа Европа дволична е? Дали е некој дволичен, мислам дека мора да си се направи проценката од нивна страна. Тоа што сметам дека е исклучително значајно е фактот дека мораме да ги задржиме некои принципи кои се содржина, кои се темел на европската идеја. Тоа и го правиме како земја. Во рамки на сето она што излегува како документ или како став на Европската унија. Со тоа немаме проблем, нели, принципиелни сме во тој дел како земја. Да. Меѓутоа од другата страна имаме принципиелен партнер? Очигледно е дека една земја членка на Европската унија врши притисок за непринципиелни промени во рамки на она што е став на Европската унија. И сите останати го прифаќаат заради консензусот? Тоа не сме да дозволиме да биде предоминантна тенденција во рамки на европските институции. Тоа е битно не само за Република Македонија, него е битно и за самите институции и нивна афирмација. Сметам дека мораме секогаш да се присетиме на она од каде е почната Европската унија, кои се темелните вредности, како размислувале основачите на европската идеја и врз основа на тоа да ги темелиме политиките на Европската унија. Тука мислам дека еден ситна гестикулација на дипломатско ниво за да се изврши притисок за промена на документи во момент во кој европската јавност е дефокусирана, да речеме, од тоа поглавие, да речеме проширувањето конкретно, е непродуктивно и не придонесува кон градење на еден европски дух. Тоа мислам дека го споделуваме и во нашата директна комуникација со нашите грчки соговорници и е еден принципиелен став кој го афирмираме во секоја прилика. Во минатите години во извештаите на Европската комисија стоеше нели тој вординг што го потребуваат дека Македонија ги исполни реформите. Одлична е во тој дел, меѓутоа да го реши прашањето на името. Во последниот извештај за ланската година, или Фуле, ако го цитираме од изјавата на пресконференцијата, вели дека дури да ги исполните дури да го решите прашањето на името, имате проблеми со реформите. Се вративме чекор назад ланската година? Или тоа е игра на зборови што Европа ги употребува од немајкаде?
Видете, значи ние имаме една основна цел, водилка, а тоа е да напредуваме во патот на Европската Унија по оној принцип на стриктно, но фер. Во делот на стриктно, сметам дека 3 години уназад Европската комисија со нејзиниот стриктен пристап на оценување колкави се остварувањата има констатирано дека Република Македонија ги исполнува критериумите за да ги отпочне преговорите. Тоа е суштината. Од аспект на тоа што не ни е овозможено да ги отпочнеме преговорите, а сме дале доволно аргументи дека сме подготвени за тоа, се предизвикува оној дел на фер пристапот. Мислам дека не треба да бараме скратени патеки, треба да инсистираме и на делот стриктно и на делот фер. Во делот фер, пристапот на Република Грција досега не придонесуваше кон наградување на нашите остварувања. Фактографијата во процесот на проширување на Европската Унија и претходно европските заедници е дека секогаш постоеле определени билатерални прашања помеѓу земји кои биле дел од клубот и оние кои сакале да се приклучат. Процесот на преговори, процесот на интеграција бил тој кој овозможил да се направи определена клима да се излезе од тие блокирачки механизми и да се продолжи со проширувањето. Тоа во моментов како принцип е предизвикано од страна на Република Грција. Мислам дека треба да ставиме акцент на фактот дека придобивките да излеземе од тој концепт на блокирање и да ја следиме логиката на проширување како што била секогаш историски, дека треба да се овозможи да напредуваме и низ тоа напредување да ги решаваме билатералните разлики е рецептот кој треба да го следиме. Дури ни Хашката пресуда, барем до овој момент, не ни помогна многу. Во однос на Хашката пресуда, мислам дека е таа иако има промена, нели, во размислувањата кај западниот свет, дека и тие тоа го цитираат, меѓутоа тоа се две различни работи. Хашката пресуда е кристално јасна. Во секој случај таа констатира една ситуација дека Република Грција со одлуката да го блокира нашето членство во НАТО во 2008 година ја нарушила правната рамка која постои помеѓу двете земји. Со тоа нарушување фактички излегла од она што е меѓународно право во тој поглед. Таков тип на одлука, донесена во еден илегален контекст, сметам дека не смееме да дозволиме да го компрометира она заслужено членство на Република Македонија во НАТО алијансата. Тука треба да ги гледаме можностите и тука е додадената вредност на Хашката пресуда. Во суштина би повторил дека тоа што го констатира Хашката пресуда треба да не доведе во ситуација во која ќе увидиме дека со едно илегално однесување на една земја членка на алијансата де факто се предизвикува целиот интерес на алијансата да го инкорпорира целиот регион во своји рамки и да овозможи еден попросперитетен, попредвидлива иднина. Ова му го објаснавте исто и на Нимиц, нели, за време на последната посета на Скопје. И акцент ставивте во разговорите, барем оно што беше пренесено, што можевме да го слушнеме, на Хашката пресуда. Што вели тој за тоа? Сметам дека сите се свесни за оној правен аспект кој го покрива Хашката пресуда. Во рамките на мандатот на амбасадорот Нимиц не е фокусот на пресудата, туку е фокусот на дискусиите кои би требало да ги олесни, кои би се одвивале помеѓу двата актери. Од аспект на времената спогодба, тоа што е очигледно е дека Република Грција не ја почитувала и ја прекршила. Тоа не може да не се рефлектира на климата која би постоела во рамки на нашите дискусии. Охрабрувачки е фактот што Нимиц беше во можност да дојде во регионот да ги посети двата главни града по подолга иако не носеше предлог. По подолга пауза, да, но сметам дека од аспект на целисходноста мора да се фокусираме на крајниот резултат. А тоа е да ни се овозможи на тамошна интеграција во НАТО и во ЕУ алијансата, знаејќи дека Република Македонија во ниту еден аспект, и тоа произлегува од Хашката пресуда, не излегла од таа правна рамка. Сметам дека исто така е потврдено, и тоа е исклучително значајно, дека сме биле посветени во диалогот кој го водиме со нашиот јужен сосед. Од тој аспект,
мораме да се вратиме повторно во она што е правна рамка предвидена со времената спогодба. Нимиц ви пренесе некакви импресии од Скопје 2014, го разгледа? На Нимиц му се допадна градот, бидејќи по подолг период не бил тука, ги констатираше промените и разоболувањето на главниот град. Зашто позицијата вели дека многу грешки правите токму со тој проект во момент кога Македонија треба да стане членка на Европската унија и на НАТО и на тој начин го јужниот сосед? Не би можела да се согласам со една таква перцепција. Мислам дека е сепак предоминантна тука опозицијската диоптрија во една таква обсервација, бидејќи Хашката пресуда во определен сегмент констатира дека ние во никој аспект не сме направиле прекршување на времената спогодба. Србија побргу ќе чекори од нас на патот кон Европската унија? Сметам дека за нас е исклучително значајно целиот регион да чекори напред кон Европската унија. Нас не охрабрува секој исчекор на секоја земја во регионот како кандидат или потенцијален кандидат поблиску до ЕУ и до НАТО семејствата. Нашата цел е да го видиме целиот регион интегриран во двете семејства. Од тој аспект мислам дека е за поздравување и ние ја поздравивме одлуката за давање на кандидатски статус на Република Србија. Во контекст на перспективите, сметам дека е исклучително значајно динамиката на интеграција се задржи. Да се задржи оној кредибилитет на процесот на проширување, особено во моменти во кои доминантниот јавен интерес во рамки на ЕУ, да речеме, е концентриран кон менаџирање на должничката криза. Не смееме да дозволиме поради преокупација на исклучително значајно досие, целосно да го запоставиме делот на проширувањето. Од тука мислам дека секое придвижување во регионот е позитивен сигнал за нас. Ние треба да се приближуваме кон тоа семејство. Членството на Бугарија во Европската унија што донесе за Македонија? И членството на Бугарија. Освен и со последниот филм на трето полувреме, бугарските пратеници не критикуваат дека Македонија ја искривува историјата. Тоа претпоставам дека го слушнавте. Иако официјалното Министерството за култура не реагира, така министерката рече. Мислам дека не треба да дозволиме да бидеме засенети од определени настани или индивидуалци кои би имале определен став. Она што е предоминантно е дека сите земји членки во Европската унија, дали се од регионот или не, делат заеднички вредности и мислам дека на тие вредности и тие придобивки треба да се фокусираме. Уметноста е на друга димензија која може да не приближува во иднината и мислам дека е добар темел за соработка, но она што е значајно од аспект на евроинтеграцијските процеси е фактот дека целиот регион треба да го видиме во рамки на ЕУ, интегриран. Тоа е тоа што треба да ни биде водилка за носење на одлуки или проценки по определени прашања. Хрватска ќе ни помогне на овој пат? Словенците дадоа доста поддршка. Иако поголема сила немаа кај грците. Мислам дека и Хрватска може да даде придонес, бидејќи ја зголемува видливоста на целиот регион од аспект на придобивките на интегрирањето во НАТО и во ЕУ. Фактот што успеа да ги затворат преговорите, се очекува до година да станат земја членка, е дополнителен охрабрувачки фактор и за нас самите да продолжиме на тој пат. И со оглед на искуствата кои ги имаше во процесот на проширување Хрватска, ние секако дека настојуваме на тоа да бидеме отворени за соработка со сите земји членки односно со сите земји членки, кандидати и потенцијални кандидати. Заедно мораме да работиме на ист проект. Таму имаше одреден евроскептицизам, дури и страв како тоа ќе испадне на гласањето. Зошто се роди во Хрватска? Иако и во Македонија нели има некакво зголемување на тој евроскептицизам. Клучен е резултатот. Резултатот е дека Република Хрватска успеа да обезбеди Хрватска со Словенија бргуи лесно тоа го реши и го затворија. Па дадовте добар пример зошто би требало да се продолжи со процесот на почеток на преговори и текот на преговорите во поглед на Европската унија. Таа е таа рамка која обезбедува позитивна клима во која може да се надминат и најтешките билатерални прашања. Тој рецепт кој овозможи Република Хрватска да стане земја членка и да се надминат билатералните разлики, успешно бил применет во сите претходни проширувања. Не гледам никаква причина зашто не би продолжиле со еден успешен рецепт кој досега давал резултати. Сметам дека можеби тоа може да биде и добра инспирација за нашиот јужен сосед за тоа како треба да ги гледаме и со кој дух треба да пристапуваме кон
процесот на проширување на Европската унија. Упративте едно ваше размислување или видување на нештата на официјална тина да не кочат привлегувањето во НАТО, а со тоа да си го подобрат својот рейтинг како земја во Европската унија. Тоа е, мислам, ваша констатација, она што мислам јас дека е исклучително значајно е дека задржувањето на кредибилитетот на процесот на проширување во рамки на НАТО алијансата е исклучително значајна компонента и за оние земји членки од НАТО алијансата кои се во регионот. Тука ја гледам Грција и тука ги гледам. И покрај цела финансиска криза и проблемите што ги имаат тврдоглава не би можело да се најде некое логично објаснување зошто би пружале отпор на гест кој би донел исклучителни придобивки и за самата Република Грција. Во случај доколку ние станеме земја членка на НАТО веднаш, во тој момент Република Грција ќе има единствено граници со земји членки на НАТО алијансата. Што може да ве прави да се чувствувате покомфорен од национален аспект од овој факт? Во тој контекст би гледал дека би подвлекол дека логиката на нештата наметнува потреба и Република Грција да покаже еден конструктивен пристап кон проширувањето на алијансата со наше вклучување. Сега имаат и дополнителен аргумент, мислам, и фактот што ние во континуитет ги исполнуваме критериумите и даваме придонес како да сме земја членка на НАТО. Би спомнал само нашето присуство во Афганистан и фактот што сме помеѓу земјите со највисока контрибуција пер капита, би требало да им ја олесни таа задача. Дали ќе се случи чудо на самитот во Чикаго? За тоа покусата пауза, останете со нас. На програмата на ТР следите директно со министерот Никола Поповски, шеф на македонската дипломатија. Во Чикаго чудо нема да се случи, тоа ни го кажа и шефот на НАТО и македонскиот премиер изрази скептицизам дека таму може да се променат работите. Вие повеќе на кој му верувате? Треба да ги темелиме анализите на она што е реална ситуација. Реалноста е дека прво не треба да се фиксираме за Чикаго како за определена одредница пред-после. Ние во континуитет ги исполнуваме критериумите. Тоа што Букуреш само така беше. Така што тој аспект мислам дека и во овој момент би можела да се донесе одлуката за пристапување, односно покана за пристапување на Република Македонија кон алијансата. Ќе има ли сила Грција вето да стави повторно? Наша цел во секој случај е тоа да се случи час поскоро. И ние во континуитет инсистираме на тој факт дека придобивките се исклучително значајни. Од аспект на Република Грција би морале нив да ги прашате. Нашите очекувања се дека треба да преовладее разумот и дека кога се повикуваме на консензус, треба исто така да го имаме предвид придобивките на целото семејство, односно сега, на алијансата. НАТО е на тест во Чикаго. Ако се случи евентуално покани да видиме како тие ќе одлучуваат. Не би рекол дека е на тест. Она што е на тест е доследноста на Република Грција и капацитетот да се фокусира на заедничките придобивки и на почитување на меѓународното право. Тоа мислам дека би можеле да го тестираме преку пристапот кој ќе биде прифатен во следниот период и повторно не само на Чикаго, туку и пред и после. Колку е силно нашето македонско лоби во странство? Грците од поодамна нели си имат изградено силно лоби и финансиски го помагат. Ние како стоиме? Ова во Австралија што се случи, нели повеќе за австралиската влада, немаме славо македонци и така натаму, ќе бидеме македонци. Резултат е на тоа? Мислам дека се работи за повеќе фактори. Еден од главните фактори е придонесот кој е даден за подигање на свеста дека со прифаќање на определена формулација се оди кон дефинирање кој излегува надвор од оние меѓународно прифатени норми. Единствено ние можеме да го дефинираме нашиот идентитет, како се именуваме, како се чувствуваме. Тоа е доминантниот фактор кој би требал да преовладее при завземањето на официјални позиции од определена држава. Тоа се обидуваме да го афирмираме и тоа мислам дека нашата диаспора во континуитет, во подолг временски период, работи на тоа афирмирање. Мислам дека од наш аспект
именувањето како македонци е сосем нормално и она што би требало логично да се случи. За жал не има одземено премногу. Секогаш било, меѓутоа работите нели поинаку се движеа. Премногу енергија ни е земена за нешто што е природно право и мислам дека е база на секој демократски пристап во овој поглед. Од аспект на диаспората, несомнено е дека грчката диаспора е исклучително моќна на секаде ни светот, но имаат повеќе пари, уствари сега веќе немаат пари, меѓутоа трошеа повеќе пари од нас. Не би знаел тоа да ви го кажам бидејќи немам такви податоци, но факт е дека грчкото лоби е исклучително значајно. Министерство средства. Ние се обидуваме да действуваме најмногу што можеме, најефективно што можеме за афирмирање на нашите интереси, а нашите интереси соодветствуваат со тоа што е правилно поставување на работите и се базираат на некои демократски темели кои би требало да ги имаме прифатено како норма во демократскиот свет. Кој ќе биде нов амбасадор во Австралија? Затоа ќе ви информираме кога ќе биде донесена одлуката. Сепак ќе следи одлука. Одлука секогаш следи. Имаше ли тоа негативно влијание, особено таму за нас македонците, со случувањата со амбасадор, се уште актуелен нели на тој континент? Мислам дека не е добро да злоупотребуваме определени лични околности, да ги екстраполираме во контекст на дејствување. Тоа што е во континуитет сигурно е дека ние работиме во правец на обезбедување на континуитет и целосно присуство на терен во сите земји во кои имаме ДКП и во кои немаме. Мислам дека тоа е пресуден фактор и не би сакал воопшто да се злоупотребуваат определена лична ситуација во било кој медиумски контекст. На Балканот се уште постојат некои проблеми околу меѓунационалните односи, националната нетрпеливост, за случувањата во Гостивар, претходно можеби во Вевчани, тврдењата се дека се потекна со македонските навивачи, со палењето на македонското знаме, потоа како нашите навивачи пеа националистички песни во соседна Србија. Какви ни се односите со Косово? Сметам дека не треба да мешаме работи кои се од различна димензија и имаат различен извор. Но имаат влијание на односите меѓу Македонија и меѓу Косово. Мислам дека и во поглед на билатералните односи и во поглед на се она што е, да речеме, практика или непосакувана практика, треба повторно да се базираме на фактите. Не смееме да дозволиме да навлеземе во еден пристап на генерализирање и создавање на стереотипи, кои по дефиниција се погрешни. Мислам дека во Република Македонија имаме изградено определени механизми кои може да ни овозможат да имаме да се фокусираме на заедничката цел на сите граѓани во рамки на нашата држава. Тоа ако ни го палат знамето во соседна држава? Тоа што како практика сме го виделе, сме реагирале најостро и не сме во никој случај да дозволиме да стане предоминантен предзнак во нашите меѓународни односи. Мислам дека фактот што такви гестови не смеат во никој случај да бидат повторени и се неприфатливи е доволен аргумент за да работиме на терен да не се продуцираат повторно. И мислам дека не смееме да дозволиме да етикетираме определени настани било од религиски, било од етнички аспект. Тоа што треба да ни биде принцип во пристапот е дека ние сме држава во која функционираат закони и во кој определен гест носи определени консеквенции. Тоа треба да биде пресудно во функционирањето на правната држава и тука мислам дека треба да ги бараме механизмите за одбегнување на било какво политизирање на такви настани или инциденти. Колку Македонија ги штити македонците од другата страна на границата? Тоа што е факт е дека некои прифатени норми од аспект на заштита на етнички заедници. Во Албанија конкретно, ајде Грција не ја земаме за пример. На определени заедници не е модел кој е насекаде присутен. Мислам дека мораме да работиме во континуитет на афирмирање на
тие демократски вредности кои би требало да овозможат унапредување на целото општество како целина. Во Република Македонија секако имаме поставено некои критериуми на многу високо ниво од тој аспект. Зошто Албанија не го следи тоа? И веројатно дека во тој правец го гледаат и меѓународните наблюдувачи, ја гледаат еволуцијата со сите заедници во целиот регион. Доволно е да ги средите препораките од страна на Советот на Европа, комисиите кои се занимаваат со наблюдување на определени права на заедници во различни земји во регионот и ќе видите дека нашето досие нуди можност да биде модел во други средини и ние се надеваме дека тие забелешки кои се упатени во други земји ќе бидат доволна инспирација да имаме еден континуиран напредок и да може да видиме дека македонците во надвор од Македонија уживаат определени права и можности онака како што ние во Република Македонија се работиме да ги афирмираме. Ако за скоро не се случи, колку време ќе биде потребно се чека? Тоа што треба да биде одлучувачки фактор во овој аспект е напорите кои ги вложува секоја земја индивидуално. Ќе биде исклучително значајно доколку институциите во рамки на Европската Унија или да речеме во Советот на Европа поголемо внимание на афирмација на тие вредности и на тие права на определени заедници. Ние од македонски аспект секогаш работиме, ги потенцираме во сите наши контакти, ја потенцираме важноста од таква афирмација во сите земји од регионот. Со дипломатијата факт е дека не браните ни надвор за заштита на јазикот, идентитетот, нацијата и така натаму. Пари можете да донесите? И на тоа работиме. Работиме на афирмирање на Македонија како интересна. Премиерот е во Индија, вие не отидовте со него. Да. Да, мислам дека таа практика е исклучително значајна. Ни нуди можност да се презентираме пред странски инвеститори кои по дефиниција можеби не се свесни за поволностите кои ги нудиме. Исклучително сме присутни и сите работиме на терен за презентирање на Македонија како атрактивна дестинација за инвестирање. Целта ни е во првите напори да создадеме една свест за постоењето на Република Македонија како инвестициска дестинација, во втора фаза да ги афирмираме поволностите кои ги нудиме за да привлечеме странски инвеститори. Исто толку важно е и можноста за презентирање на извозните можности на Република Македонија во странство. На сите овие планови работиме како низ дипломатската мрежа, така преку економските инвеститори, исто така и преку активностите кои ги имаме со присуство во определени земји. Го спомнавте контекстот, премиерот е во моментов во Индија. Целта ни е што е можно во еден глобален свет, што е можно повеќе потенцијални инвеститори да бидат свесни дека нудиме определени можности кои не ставаат или не рангираат релативно високо на картата за инвестирање. Со Титов се сретнате, ни заменик шефот на руската дипломатија. Како стоиме на тие релации? Бидете, бидејќи во едно време нели требаше, кога бевме завртени повеќе кон западот, па русите заедно со србите нели забележуваат за сето тоа. Каде ни е нас местото? Нас местото или каде ние ќе одлучиме? Нас местото стратешки ни е определено и тоа представува наша прва и примарна цел, а тоа е членството во НАТО и во Европската Унија. Власт тргна кон истокот. Мислам дека тотално грешат. Она што е фактографија е дека се дезориентирани. Она што е факт на теренот е дека ние исклучително посветено работиме на нашата агенда за членување во НАТО и во Европската Унија. Воедно контактите и можностите кои ги согледуваме со бројни земји во светот се исто така контакти и можности кои се дел од стратегијата за глобално действување на Европската Унија. Во рамки на Европската Унија интензивно се работи, без разлика дали е тоа Кина, Русија, Индија или други растечки економии, на согледување на можностите за поголема и подинамична економска соработка. Во тој поглед мислам дека денес светот е поглобален од било кога претходно и Република Македонија како една релативно мала економија која е дел
од заедничкиот пазар на Европската Унија и таму целиме да бидеме целосно интегрирани, мора да ги согледува можностите онака како што тие се гледаат, да речеме, од Брисел. Во тој контекст мислам дека ни се отвараат многу поголеми можности отколку што сме имале, да речеме, пред 20 или 30 години. Да, и сега Кромберг и Шубер доаѓаат во Битола. Например. Сме немале досега. Например. Ќе се вработат луѓе. Тоа е исклучително значајно и во тој правец работиме. Главна цел ни е на тој начин да со привлекување на странските инвеститори да навлеземе во сршта на клучниот предизвик што е на тамошниот економски развој и намалување на невработеноста. Вакви примери се оние кои не водат напред. Во тој правец действуваме и тоа ни се главните приоритети. Кога патувате ни светот со бизнис или прва класа летите? Со економска класа летом. Зошто? Принцип кој сум го... Таа велат дека не е многу комфортна. Веројатно. Единствено за прекуокеанските летови се користи бизнес класа. Ваши претходници користеле и бизнес и прва? Не би можел да ви кажам. Тоа што можам да ви го кажам е што јас практикувам, а тоа е патување со економска класа. И комотен сте во она што го работите како министер за надворешни работи. Не е важно со што се фокусирам на резултатите. Благодарам за гостувањето во Директно на Тера и се гледаме во друга прилика. Ви благодарам и вам, ми беше особена чест да видам во Битола. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое не следевте. Се гледаме идниот вторник во истото време.